Почитувани представници на медиумите, би сакала накратко да ја презентирам програмата на ВМРО ДПМНЕ во областите на информатичко општество и јавна администрација. Во програмата за следниот 4-годишен период подготвивме 105 проекти кои опфаќаат развој на електронските комуникации, системи за контрола и мониторинг на радиофреквенции, подобрување на квалитетот на радио и ТВ сигналите, развој на владината IT инфраструктура и воведување на современиот концепт на работа, така наречен облак технологија, воведување на интероперабилни системи во и меѓу државните институции заради прибавување и размена на докази и податоци по службена должност, развој на високо софистицирани, веб-базирани и мобилни апликации од програмите Е-влада и М-влада, подобрување на дигиталната писменост, едукација и популаризација на информатичките технологии кај сите категории на граѓани и во сите средини, како и поддршка на македонските IT компании за поголема конкурентност на домашниот и странските пазари. Со особено задоволство би сакала да истакнам дека во изработката на програмата значителен придонес со своји проекти дадоа информатичките комори, и тоа МАСИТ и Сојузот на стопанските комори, како и многубројни IT компании, за што ќе искористам оваа прилика уште еднаш да им се заблагодарам. Со реализација на ваквата прецизно обмислена и димензионирана програма, нашата земја ќе ги опфати основните столбови на дигиталната агенда 2020 година, поставена од земјите членки на Европската Унија. Сега дозволете ми да издвојам неколку проекти кои ќе бидат реализирани во следниот период. Проектот Национален портал за услуги. Порталот услуги Gov.mk ќе прерасне во централизиран портал на сите владини услуги, во кои ќе се интегрираат веќе развиените услуги и ќе се развијат нови во областите образование, здравство, социјална заштита, судство, градежништво, инспекциски служби и други области. Во зависност од видот на услугата, идентификацијата на корисниците ќе се базира на дигитален сертификат на USB, на електронска лична карта, како и пак преку корисничко име или лозинка за оние услуги кои што не бараат високо ниво на безбедност и дигитален подпис. Со ваквиот портал, преку компјутер кој што е поврзан на интернет, од дома или на работно место, граѓаните, компаниите и странските државјани, наместо да одат на шалтер, ќе можат онлайн да ги добијат потребните потврди, решенија, одобренија, дозволи и други документи. Проектот Една точка за услуга е наменет за оние граѓани кои немаат можност или познавање работа со компјутер да можат едноставно да ги побараат и да ги добијат услугите од владините институции. За таа цел ќе се отворат услужни центри, така наречени точки за услуги, кои ќе бидат поврзани на компјутерските системи на државните институции. Предлагаме една канцеларија во центарот на Скопје и неколку канцеларии во поголем број на градови во Република Македонија, кои би биле сместени во општинските згради или во канцелариите на Македонски пошти. Дополнително, во други општини, каде нема подрачни единици на централните институции или нема услужни центри, ќе се постават самоуслужни автомати. Врз база на електронска идентификација, например со биометриски документ, ќе се добиваат различни услуги и документи, како извод од матична книга, имотен лист, документи од фондовите за здравствено и пензиско осигурување и останатите институции кои ги издаваат своите документи електронски. Граѓаните дополнително ќе можат преку платежна картичка да ги платат услугите и за дополнителни режиски трошоци, како струја, вода, телефонија и така натаму. Понатаму, проектите Е-пријава за упис во градинка во основно и средно училиште, како и Е-упис на факултет, представуваат електронски сервиси за упис. Системите ќе овозможат размена на информации помеѓу апликантите и образовните институции, како и меѓу самите образовни институции и пристап до резултатите од процесот за упис. При аплицирање за факултет нема да треба да се приложуваат оценките од средно училиште, бидејќи истите ќе бидат достапни во системот. На овој начин, родителите ќе можат од дома побрзо и полесно да ги запишат своите деца во градинките, во основните, во средните училишта или на факултет. Имајќи предвид дека информатиката се смета за една од најперспективните професии, ќе се реализираат повеќе проекти кои имаат цел да го зголемат интересот кај учениците за оваа област. За таа цел,
ќе се изработи онлайн платформа преку која најмладите ќе имаат можност да научат да програмираат во еден од најпознатите светски програмски јазици. Овој систем ќе обезбеди и базен на задачи за вежбање и надпреварувачки задачи. Системот ќе ги препознава и ќе ги селектира талентираните ученици кои што ќе се насочат кон кариера во областа на информатиката и ќе имаат можност да се надпреваруваат на меѓународни надпревари. Понатаму, ќе се организираат обуки и надпревари за развој на иновативни апликации за млади програмери и стартап компании, како хакатони и други надпревари. Ќе продолжат и иницијативите Сурфај безбедно за промоција на позитивно и одговорно однесување на интернет. За крај, уште еден проект од областа на реформа на јавна администрација, наречен Програма за талентирани млади или Fast Track. Гледањето на големата слика, лидерството, ефективната комуникација, управувањето со квалитетни услуги се само дел од компетенциите кои учесниците треба да ги стекнат за време на двогодишната програма за талентирани. Во текот на програмата, учесниците ќе посетуваат неколку месечни турнуси во кабинетите на членовите на владата и на други функционери и ќе бидат подложни на циклус на обуки во земјата и во странство. За учество во оваа програма ќе аплицираат најдобрите македонски дипломци или постдипломци кои покрај високиот просек на студиите ќе треба да прикажат и највисоки резултати во постапката на селекција, која ќе биде спроведена од страна на специјална комисија за проценка на нивниот развоен потенцијал преку сет од тестови и интервјуа. По примерот на Велика Британија, учеството во оваа програма ќе им послужи на младите како подготовка за вработување на раководни функции. Почитувани, ова е само мал дел од проектите кои што се содржат во програмата на ВМРО ДПМН проверено, а се однесуваат на информатичкото општество и реформата на јавната администрација. Сите овие проекти се во правец на обезбедување на поквалитетни услуги за граѓаните и приближување на Република Македонија кон стандардите на европските земји. Ви благодарам.